Почитувани, Шилегов и Социјалдемократскиот сојуз молчат за вработување на 700 партиски војници. И тоа во пресрет на изборите. Ова не може да се свати поинаку освен како еден обид за повторна изборна корупција. Се случува изборна манипулација. Уште пред да почне изборниот процес, истиот е деградиран. Дополнително, град Скопје со јавните предпријатија под негова надлежност не запираат да се бламираат и понатаму и да шират лаги. Од овие 700 вработувања, од кои 400 ќе бидат во јавното сообраќајно предпријатие, ова е дел од одлуката за вработување во јавното сообраќајно предпријатие, од која јасно се гледа дека Шилегов ќе реализира дополнителни 403 вработувања. Шилегов и Социјалдемократскиот сојуз во текот на целиот предизборен период, пред да дојдат на власт, велеа дека администрацијата е преполнета, дека нема да има нови вработувања, но за жал, сите кои беа вработени со договор на дело, ги оставија и ги избркаа на улица. И одеднаш го променија повторно своето мислење и сега се дава амин за вработување на 700 партиски војници. Почитувани, иако во јавното сообраќајно предпријатие најголем дефицит има на возачи, кои според информациите кои што се шират во медиумите, засилено ја напуштаат работата и заминуваат надвор од државата, Шилегов и Чушков за 2019 година планираат да реализираат само 100 вработувања за позицијата шофер, додека пак остатокот се планира да биде административен и раководен кадар од видот на советници, раководители, заменици, шефови на кабинети и слично. Овие 100 возачи би ги имале ние сепак во предвид со набавка на новите автобуси, кои повторно истата власт ги вети на граѓаните, а ќе видиме кога истите ќе се реализираат. Шилегов е тотално неспособен и не знае да менаџира со парите на граѓаните. Не само што нема нови проекти, не само што нема нови инвестиции, Шилегов едноставно не може ни да изврши тековно одржување на комуналната хигиена во градот, но затоа пак фрла пари за да ја наполни администрацијата, која не носи никаков бенефит за доброто на граѓаните на градот Скопје. Покрај вработувањата на неопределено време во администрацијата на град Скопје и предпријатијата кои се под негова контрола, Шилегов реализира и голем број на времени вработувања преку приватни агенции за вработување и ја преполнува градската администрација. Сите информации велат дека се ставаат луѓе на места кои не се ниту предвидени во постоечката систематизација која што ја поседува градот, за сметка на квалитетни кадри кои се седнати во ќош, за сметка на нив се вработуваат партиски војници кои ги завземаат незаконски позициите. Дополнително, освен фијаското со предпријатијата, се случува и фијаско во борбата со загадувањето на воздухот. Односно, Зоран Заев и Шилегов ги измамија граѓаните. Заев и Шилегов немаат успеси во борбата за почист воздух, а резултат на сето ова е најзагадена држава во светот. Граѓаните умираат поради загаден воздух. Граѓаните почитувани се лажно изманипулирани. Ви благодарам на вниманието.